Дами и господа, добра вечер. Добро дојдовте во премиерното издание на Бизнис класа. Копродукција на Diners Club Македонија и продукција 10. Јас сум Мишко Иванов. Во Бизнис класа секој понеделник од 20 часот ќе имате можност да гледате не само интервјуа, туку искрени бизнис разговори со млади, искусни бизнисмени од Македонија, но и од регионот. Парите денес навистина се движат побрзо од било кога. Картичките станаа наше секојдневие. Од кафе во мало до големи бизнис трансакции. Но дали навистина знаеме како се користат и што всушност значат кредитните картички? Во Бизнис класа разговараме за светот на парите, финансиските навики, модерната економија. Пред да го најавам првиот гостин во премиерното издание на Бизнис класа, сакам да ве потсетам да кликнете subscribe на нашиот YouTube канал Мишко Иванов и секако на социјалните мрежи Facebook, Instagram Мишко Иванов. Наш прв гостин во првата сезона од Бизнис класа, Тони Јанковски, првиот човек на еден од најпрепознатливите финансиски брендови во светот, Diners Club Македонија. Тони, добра вечер. Прв човек на Diners Club Македонија, така? Да. Како сте? Одлично. Фала на поканата. Драго ми е што се најдовме да соработуваме заедно, Diners и продукција 10 и да го направиме ова Бизнис класа, да биде баш Бизнис класа и да ги тргнеме и не разоткриеме, туку да ги тргнеме сите оние митови кои што постојат во Македонија околу тоа кој се е бизнисмен. Знаете, кај нас малку сме ние едно друштво каде што ќе ти простат се, ама успех никако не ти простуваат. И сега ќе соработуваме, се надевам дека ова соработка ќе биде обостранно задоволство. Ќе потрае. Тони, доаѓаш во еден специфичен момент, и затоа реков млад човек, млад господин, кој што се зафаќа во делот со финансии. Беше предизвик или ти беше во Diners Club Македонија, беше директор за планирање, така? Но сега веќе одговорноста е поголема на едно повисоко ниво. Страв, предизвик, не знам како да го дефинирам. Јас лично, иако сум повозрасен од тебе, да ми кажеш, еве, води го би се исплашил. Еве ти бренд, води го би се исплашил. Предизвик е дефинитивно ама тоа е нешто што те мотивира да оставиш свој печат. Посебно во фирма која што постои на пазарот во Македонија, постои фирмата веќе 36 години. Во светот е 76 години прва платежна картичка во светот, која што потекнува од Чикаго од Америка и едноставно шансата да оставиш свој белег и во таков бренд, да имаш шанси да направиш, да го модернизираш, да измениш нешто е уникатна, е огромна и едноставно треба човек да е храбар и да секоја шанса што ќе едноставно ќе искалкулира дека може и дека сака да се впушти во тоа, да се испроба и да даде се од себе. И како беше првиот момент кога каже време е? Кога ти каже Тони време е? Преземаш. Првиот момент кога дојдов во Diners беше пред 5 години, кога мојот татко тогаш направи превземање на сопственоста на фирмата во Македонија. И баш разговаравме во тој период со него, бидејќи му помагав во самото превземање, асистирав. И целата ситуација беше дека да ја правиме таа трансакција, да ја превземање на компанијата, само доколку планираш ти да се вклучиш и да ја водиш, затоа што ќе треба нова сила која што ќе го движи брендот и со нови технологии, со нови луѓе, со нови процеси, со нови продукти. И мене ми звучеше искрено стварно како огромен предизвик, уникатна шанса и сакав да останам во Македонија, да не си ја барам среќата негде надвор. И ми беше идеално, мислам дека во право време на право место. И пробувам да го оправдам тоа сега до ден денес. Почнав како одговорен за развој на продукти, за иновации. Многу промени направивме во изминативе 5 години, посебно внатре, делумни надвор, тек допрва ќе се гледаат тие промени надвор.
и веќе од годинава, нели, веќе година дена бев во некаква транзиција во таа водечка улога и веќе годинава мислам дека официјално се стапува и уште поголема товарот. Добро, веќе не е Бобо Дайнерс, сега е Тони Дайнерс. Можеме да кажеме Мишко Иванов Дайнерс. Да. Ова веќе изгледа, мене баш ми е драго кога го добив ова и баш нека символизира. Нека го символизира ова што го правиме бизнес класа заедно со Дайнерс. И сега, кој е оној прв момент кога сваќаш дека финансискиот систем не е само бројки, туку е моќ од една страна? Па многу тежи зборот, мислам, кога седнувате на позиција во една компанија без разлика не нарочито на менаџмент позиција, него едноставно без разлика дали сте референт или на било која позиција представувате некоја фирма. Дали е тоа некоја банка, дали е тоа платежна институција, финансиска институција, осигурителна компанија, носите некаков бренд позади себе кој што ви помага да отвара, нели, да се отворат одредени врати, да се направат некакви конекции и едноставно тој и товар и таа предност мора да се оправда, да се искористи и да се унапреди и да се остави, пак ќе кажам, во некаква комбинација со свој личен белег на тој бренд. Не сте само за Македонија, мислам дека сте главни и за Косово, ако не се лажам, така? Да, од вас? Пред 3 години ги купивме, бидејќи видите, Дайнерс функционира на ниво на франшизи. Се купуваат франшизи на ниво на држава. Во Македонија имаме франшизата за издавање и за прифаќање Dyners и Discover картички. И пред 3 години, во 23-та година, ги откупивме франшизните права за уште 4 други држави: Србија, Црна Гора, Косово и Албанија. Тоа сега се ти контролираш? Па сега се контролираш. Ти си планот е да главен. планот е да ги развиеме тие држави. Се уште нема оператива во другите држави, бидејќи е многу, мислам, сега да не звучам дека овој пазар е специфичен. Европскиот пазар е лесно бидејќи е малтене еден регулатор, имате паспортинг стил како со пасош, ако се регистрирате во една европска држава, многу лесно може да работите и да во другите европски држави. Кај нас, за жал, на Балканот, како што знаеме, не сме унифициран пазар и во секоја држава подложиме на посебна регулатива, на посебна регистрација, значи посебни лиценци се издаваат од секоја народна банка во секоја држава. Едноставно е малку по-комплексен процес. И имаме во стратегијата во наредните 3-5 години имаме во план да ги развиваме и другите пазари постепено еден по еден. Од препазливост прегледуваш све што подпишуваш како млад човек или имаш доверба во луѓе? Се уште да, со тоа што до некаде предпазливост, а до некаде и љубопитно, затоа што најде 5 години сум и повеќе од доволно време да се осознае се и веќе полека баш се насмеав затоа што годинава почнавме процес каде што велам, окей, одредени работи не морам да ги гледам, значи може би ќе исконтролирам еднаш квартално или еднаш полугодишно и нели тука се прават прагови на некаква материјалност, колкави договори, колкави трошоци, колкави приходи, проекти ќе треба да се на кое ниво да се прегледаат. Така да се уште сега сме во некаков период на транзиција, али до сега ме интересираше да пројде се. И сега како се управува или како се добива доверба, на колку клиенти имате? Во моментов имаме активни клиенти околу 15.000. 15.000. Да. Како се гради доверба на 15.000 клиенти, што е исклучително бројка за респект со оглед на тоа што имате и банки, имате и конкуренција, имате кредитни картички, вакви картички. 15.000 клиенти е бројка за респект. Како се гради доверба? Па, со многу енергија, многу труд, многу посветеност и пасија, транспарентност. Што барат нашите клиенти? Нашите во смисла македонските клиенти. Така. Барат да ги тинтраш? Да.
апсолутно, апсолутно. Иако се поставите од сам старт дека тоа го возможувате и возможувате една безпрекорна, брза услуга, апсолутно тоа ќе се навикнат на тоа и ќе го барат. Но од друга страна па и се издвојувате како бренд кој што тоа тоа едноставно го нуди. И познати сме, работиме на пример една информација, работиме со надворешен контакт центар кој што дел од нашите влезни повици ги сервисира и пошто работат и за повеќе фирми и велат Значи ако време е да си уплатиш ратата, не, доколку се јавите на 15-155 ќе го добиете тој контакт центар прво. Аха. Сакам картичка и тој ве пренасочува за било што. Или за тоа, или ако сте веќе корисник, имате прашање од типот на колку ми е расположливо салдо, дали можам да трошам кај одреден трговец и слично. И колегите од контакт центарот викаат, вие сте убедливо, вика, со не би рекол размазени, но клиенти кои што највеќе барат и најзахтевни во делот на на корисничка поддршка, на информации, на услуга и слично. И од една страна се викаме, па добро, сега тоа може би треба некако да го намалиме и сега, ама од друга страна ние препознатливи сме по таа добра услуга и своите клиенти, едно од најголемите диференцијации е тоа што баш своите клиенти ги знаеме по име и по презиме. Значи има колеги кај мене во фирма кои што своите клиенти директно со кои што комуницираат ги знаат по име, по презиме, по начин на трошење, по најчеста потрошувачки. Кој најредовен плаќа, кој знае да задосни, кој да го потсетиш. Има еден мит околу тој Diners, околу таа Diners картичка, која што сакам да ја разбиеме малку. Сега не знам како е. Diners во Македонија своевремено беше дека може да имат богати, во наводници богати, односно дека не може секој да има Diners картица. И ако земам Diners картица, па ќе заглавам затоа што треба на 2 недели да уплаќам и така натаму и така натаму. Голема е провизијата, мала е провизијата ако влечеш од не знам од банкомати. Сакам тој мит да го разбиеме, бидејќи 5 години си на Diners прв човек. Јас приметувам една дисперзација, може би беше тој момент, знаеш, не може секој да има Diners. Може би и Diners на почетокот бил предпазлив затоа што и внимава на кој тоа е таа одговорна банкарска, како да ја кажем, одговорна банка, знаеш, не е само да дадеш картичка, треба да знаеш и на кој даваш. Меѓутоа сега некако под истите правила, но станувате пошироко достапни или грешам? Така е. Пред се во кредитниот сектор, во кредитниот бизнис, веќе банките и финансиски друштва, круцијална работа и детерминанта за успехот и долгорочноста на бизнисот е ризиците, контролата на ризиците. И токму тоа, нели, што го напомена дека тој филтер на тоа на кого ќе одобриме картички, на кого ќе одобриме колкав кредитен лимит, ние една од работите кои што многу строго ги држиме, бидејќи сме регулирани, сме исто под франшиза америчка и ние како менеджмент тим и како вработени во Diners веруваме повеќе во долгорочноста и во одржлив раст, отколку тоа сега супер ќе направиме за 2-3 години бум, ќе издадеме на сите картички 30.000 картички, ќе биде тоа огромно портфолио кредитирање, ќе имаме супер приходи, после тоа е тешко да ги наплатиш тие средства. Но и покрај истите влезни критериуми што ги викаме кредитни критериуми, и нас ни беше интенцијата посебно во последниве 2-3 години да го демистифицираме малку тој Diners. Значи свесни бевте за тој мит, така дека. Да, мислам од една страна одговара. Океј, да, знаете, малку, но од друга страна па создава и мит кај луѓето као така е, не може секој да добие, бариера. Се плаќа, сега претпоставам не се плаќа 2 пати во месецот, така? Еднаш неделно е, да. Еднаш месечно, мислам. Еднаш месечно, да, еднаш месечно. Функционира како во основните принципи како и другиве кредитни картички. Значи имаме бескаматен период од 38 дена, значи се што ќе потрошите во еден месец доспева следниот месец на први и можете да го платите во рок од 8 дена без никакви трошоци.
доколку одберете го платите во готово. И опцијата е да го платите тој на рати. Кај нас многу позната сме како картичка на рати, многу од потрошувачите, многу од клиентите купуваат на рати. Кај ратите може да сретнете, значи, кај одредени трговци и рати кои што се без провизии, каде што може да трошите 6, 12, 24 рати, каде што нема провизија, едноставно се дели трошокот на толку рати колку што ќе го одберете. Доколку кај одредени има провизии и треба да се покрие таа камата од самиот потрошувач. Имаме различни, тоа и сега ни е дел од стратегијата, имаме различни продукти и имаме, еве, како картичката што е позади тебе, таа е, нели, Advantage картичка која што е веќе 16 години на пазарот. Таа е првата картичка, премиум картичка во Македонија. Diners е првата платежна картичка. Таа е, нели, класико на сивата картичка која што би рекол е основата. Advantage картичката е 16 години на пазарот и таа е едно повисоко ниво. Што значи тоа? Нуди многу поголеми кредитни лимити. Се плаќа поголем месечно одржување, месечна членарина, бидејќи сепак Diners е клубска картичка. Не би сакале да избегнеме. И во тој клуб ние на нашите членови, че тоа не се само потрошувачи, не се статистика и бројка, него се наши членови, им нудиме освен средства и флексибилност во купувањето, им нудиме многу други бенефици. Да купуваат без провизии, без камати, да добиваат одредени попусти, ваучери, наградни програми и слично. Кај се може да се пазари со Diners картичка? Па во секаде? Да, во маркети, во едно друго секаде. Во најголемите маркети во Македонија може да имаме мрежа од над 5500 продажни места, тоа се над 15000 локации, пошто нели насекаде низ Македонија. Насекаде низ Македонија. Во Скопје сме доминантно покриени, над 90% од продажните места се покриени. Надвор од Македонија можеме да пазарам? Надвор од Македонија исто може да се пазари, да, бидејќи сепак нели светска франшиза. Во Грција е одлична покриеноста, таму може, мислам, сите ресторани, хотели, бутици, авиокомпании, туристички агенции. Во Србија сега го работиме покачувањето на таа прифатеност, на одредени места може да се прифаќа. Бугарија исто има, Хрватска е одлично, Словенија и да натака на западот, да не зборам, мислам, Италија, Шпанија, таму е веќе. И таму функционира на истиот принцип? Да, тоа е клуб, но претпоставам истиот е принципот. Истиот е принципот, со тоа што секоја држава се слободна да креира своја продуктна политика. Например, еве во Шпанија франшизерот таму е Santander банка. И Santander банка во Шпанија е втора или прва, мислам дека дури е втора најголема банка, меѓународна банка, и кај нив продуктниот фокус е на корпоративните картички, на деловни. Има и картички за физички лица, но главно се бизнис корпоративните картички, бидејќи таму имаат огромни клиенти кои што нели патуваат, користат хотели, ресторани и едноставно им нудат на такви корпорации и таму си го гледаат својот пазар. Кога доаѓаш на челна позиција, сваќаш дека доаѓаш во еден пазар кој што е од една страна интересен, од друга страна можеби помалку ризичен. Интересно затоа што ние се уште сме научени на кеш. Така. Сега како се борите да ја објасните на луѓето, бидејќи како се гради таа култура, од една страна одговорни клиенти, од друга страна одговорно друштвено работење, бидејќи Diners е клуб, одговорност кон клиентите. Како се гради таа култура на кешот? Кој да прашате во Македонија? Дај бе ти мене кеш. Да. Имам и обкружени сме со такви луѓе и мислам тоа е неминовно. Такво општество сме, едноставно треба време за да созрее таа работа. Не сум сигурен колку може да има ефект ако со сила се некои работи се променат тука. Иако мислам дека е во многу добар тренд, посебно во последниве, нели, короната беше и убрзување на тој дел, посебно затоа што и многу онлайн купување имаме и кај онлајнот си постои се уште нели кеш при достава, но мислам дека имаме раст кој што некои ќе речат не е задоволителен, но секогаш да гледаме од каде сме почнали, како може да го подобриме. Ние во нашиот дел, пошто реално со нашата картичка може да се купува и на продажни места, значи дали е тоа бела техника, маркети за храна, аптеки, бутици, здравствени услуги, приватни болници и слично, но може и да се извади готовина на банкомат. И сега
имаме и такви случаеви каде што луѓе нели вадат и потоа ја трошат за одредени работи. Сега ние мислам сме правели некакви истражувања за да видиме зашто се користи и дали тие луѓе можеме да ги наведеме да трошат на продажните места, да не се вадат готовина на банкомат, па оди купува во маркет храна со секоја тие банка средства. е различна провизијата, каде што вадиш на пример со картицата пари? Со Diners не, иста, Не? иста е, Иста без е? разлика, да. Значи Аха. работиме со 4 со трите од 4 најголеми банки во Македонија и од средните исто работиме со 2. Така да доста добра прифатеност има и гледаме секогаш и ние со директна комуникација да ги обучуваме и да ги насочуваме кон тие нели сите бенефиции што ги правиме се повеќе кон И продажните што е места. објаснувањето? Зашто го вади кешот? Видете, има сега многу луѓе кои што сигурно затвараат и некакви претходни Аха. би рекол долгови кои што ги имаат. Ако треба да отплати во банка Аха. или во нешто Добро, нели можеби финансиско му друштво треба и слично. во момент му треба, моментот. меѓутоа генерално сакаат да имаат сепак кеш во Мислам дека да, во рака. Има Да, еден сакам, момент, знаеш, оно каде што имаше еден значаен дел од луѓето кои што вадиот една картица, претура на друга картица, вадиот таа става на трета картица. Но тоа е таа писменост или неписменост, како сакате, кај голем дел од македонските граѓани. Како да ги едуцираме за и околу финансиите? Ние се уште се плашиме. Се уште се плашиме, знаеш. Картица ако му даеш, не, тоа камата ќе ми изгори тамо. Какви рати, какви ова, какви. Картичка, да, кредитни картички, кредити општо мислам дека како и тоа сум го зборувал и порано, е некаква стигма дека нели тоа се лоши работи, а напротив доколку паметно се насочат и се потрошат тие средства, и на паметен начин се искористи конкретно за Diners картичката, може многу бенефит да донесе и при тоа да не се плаќаат или да се платат минимални некакви провизии во износ од 1-2%. Така да бар едукација. Да. Едукација со тоа што бар едукација по мене уште од најмали нозе. Значи таа финансиска едукација основна, не зборуваме за некакви покомплексни работи, но основна едукација за потрошувачка, за штедење, за инвестирање, за буџетирање домашно, мислам дека треба од најосновно, буквално од основно училиште да биде вклучено. И јас мислам дека треба така да биде вклучено, затоа што ние кога излегува картиците, кога се префрлиме од кеш на картица, ти си помал од мене, претходно беа и чекови, па многу голем дел од луѓето и вежбаа потписи, знаеш, пушти еден чек, пушти 2 тие на 1200 денари на колку беа. Ние кога земаме кредит, честни исклучоци, но дел од јавноста кој што имаше еден наплив, ако се сеќавате од банките на кредитни картички, кога се дава буквално на луѓе и кои што не можат да вратат рата. Мисля, некој го зима кредитот за да реши стамбено прашање. Но некој го зима кредитот за да оди на одмор. И при тоа не размислува како ќе ги врати потоа, како ќе го врати тој долг. Затоа велам, околу тој момент веројатно треба уште од мали нозе да се учат луѓе. Овие 5 години што свати Тони Јанковски како е начело на Diners? Се менува ли структурата? Еве во однос на Diners картиците, велите, не се плаќа веќе, го демистифицираме тој момент, не се плаќа на 2 недели, се плаќа еднаш месечно, отворени сме за млади, имаме разноразни програми, претпоставувам. Како одите? Како чекорите? Како го отварате Diners друштвото? Прво креираме клубот се зголемува. Апсолутно, да. Креираме продукти кои што се тоа ни е дел и од годинава и нели од следниот период стратегија, која што веќе реализираме, креираме продукти кои што се и понуда на услуги и продукти кои што се персонализирани. Значи, ако за тебе, Мишко Иванов, знаеме дека патуваш и дека трошиш на одредени работи, дека имаш одредени афинитети, дали е тоа уметност или е култура или било што, за тебе ќе направиме посебна понуда и посебен можеби продукт кој што ќе ти го приближиш. За помладата генерација сега во наредниве неколку месеци ќе пуштиме
картичка која што е базирана на buy now pay later, светски познатиот феномен за купи сега плати подоцна, кои што се всушност нашите рати, и едноставно сакаме да го приближиме и продуктот и преку своите карактеристики, но и преку вордингот, и преку објаснувањето, преку сликата, преку самото пластично објаснување, да го приближиме кон целата публика. Така да доста добро го сегментиравме пазарот. Кон кој се обраќате сега? Едно сватив кон младите, тоа е еден момент, кон кој се осврнувате. Имате ли, претпоставувам, имате и целна група кон која се обраќате за интенцијата е веројатно да расте клубот, но тоа треба да биде внимателно. Од една страна и да ги научиме луѓето на она што е финансиска писменост, финансиска култура. Кон кој се отвара Diners? Младите ги спомнавме. Која категорија е таргетирана? Пред се за Diners картичка треба да сте вработени. Значи мора да имате редовен работен однос. Сега тука може да ги делиме луѓе на кои што им требаат дополнителни средства. Значи надвор од буџетот кој што може би го имаат со нивните примања, или дополнително кои што го имаат добиени од банката. Па им требаат дополнителни средства. Значи можеме да бидеме прва, но може да бидеме и втора кредитна картичка, односно кредитен извор на средства на домашен буџет. Но има и луѓе на кои што не секогаш им требаат дополнителни средства, тука едноставно сакаат паметно да трошат. И тоа е еден многу голем сегмент, би рекол. Например, имам пример баш со колега од банка кој што ми вели: вашата картичка, вика, знам да ја користам повеќе од нашата банкарска за одредени работи каде што знам како да ја користам. И што значи паметно трошење на Diners картица? Мене баш ме интересира. Паметно трошење, на пример, сега може да биде некаква инвестиција. Значи, прво Diners картичката носите исто како да носите во себе некаков кредитен лимит, дали е тоа 500 евра, 1000, 5000. Колкав е максималниот лимит што може да го има на Diners картица? Многу зависи од кредитоспособноста, од платата. Максималниот колкав е највисокиот колкав е? Лимит. Немаме зацртано колку е максимален. Немаме зацртано колку е максимален. Минималниот почнува од 150 евра, од 9000 денари. А максимално зависи од тоа каква ви е кредитната историја надвор од Diners, каква ви е кредитната историја во Diners, колку редовно, колку потрошувачка правите и колку редовно ги враќате тие средства. Се претпоставам вие сте и на некој начин вас супервизија ви прави супервизија. Ментор ви е во наводници Народна банка, така што и не можете на секој да дадете кредит, бидејќи ова е кредитна картичка, така не можеш да дадеш на некој кој што веќе е заглавен во кредити да му дадете картица. Така. Тоа ни беше под регулатива Народна банка сме веќе 2 години. Како платежна институција, претходно бевме под Министерство за финансии, но тоа без разлика на регулаторот, тоа ни е од секогаш мотото и стилот на работа, дека не секогаш ќе одиме по ризична клиентела, ризична гледано од кредитоспособност. Бидејќи пак ќе кажам, не е само да ги издадеме картичките и да дадеме да пласираме средства. Тоа повеќе ми е неодговорно банкарско работење. И неетичко. Неодговорно и неетичко од страна на гледна на... Сега ти, ако го гледам јас дека знам дека не може да ги враќа ратите и да му давам јас уште картица да го задолжувам, губи и тој, губите и вие. Меѓутоа и на тоа веројатно и банките можеби треба да поработат малку околу тоа одговорно банкарско работење, особено едно време кога беа тие активни 1 милион картички каде што луѓето се уште не може да излезат на крај. Кој е најголемиот мит за кредитните картички? Дека се скапи, дека лесно се заглавува. Тука посебно се би рекол има револвинг картички. Diners не е револвинг картичка, тука е картичка за рати, чардж картичка што се вика на англиски. Револвинг картичка, мислам ние сме ги правеле тие споредби. Се е до информираноста и до самосвесноста на потрошувачите. Луѓе мака мачат од тој револвинг. Но видете и револвингот доколку се користи, јас не можам сега некој продукт да го одвам дека е лош. Апсолутно, да. Доколку сте доволно тоа исто како, знаете, да земете да возите кола, да немате положено. Некаква основна едукација, основно познавање мора да имате пред да се впуштите во некакво кредитирање. По мене, пак ќе кажам,
кредитни картички не се воопшто лоши доколку се знае со што и како се ракува. Генерално ризикот го гледа екипа или и вие мора да пресечете околу тоа на кој се ќе се издаде картичка? Ова е Тоа ни е доста автоматизирано кај нас, да. Значи процесот за бидејќи ние сме сепак една подневе каде што чекај, јас го знам Тони дај една картица на мене, доки 500 евра овака да е. Сега можеби завршени се тие времиња, меѓутоа поприлично се завршени. Колку во такви моменти знаете да бидете не строг, туку онака не одсечен, туку да кажете не може. Па буквално е дека не може, нема простор и посебно во делот кој што, значи кај нас аплицирањето е целосно дигитално. И со самата апликација, додека ви се одобра, додека ја завршувате апликацијата во некој рок од 3-4-5 минути, крајниот чекор се прави автоматска калкулација според параметрите кои што ги има Македонско кредитно биро. И колку он ќе може да плаќа рата месечно, за ти да врз основа на тоа му правиш лимит. Врз основа на тоа се прави кредитен лимит. И тука немаме простор, бидејќи таа формула ни е и во нас на интерес ради ризикот, но и е до некади регулаторот дава и некаков минимум кој што мора да се испочитува. И знаете, подлежиме под контроли на американската франшиза еднаш годишно. Да. И доаѓаат овде? Да. Доаѓаат тука и за нив ризикот и усогласеноста со тие работи е број еден. Значи бидејќи репутацијата преку тој утре кредитен ризик кој што утре може да биде, нели, да не се наплатат средствата и многу лесно да дојде проблемот кој што се така на тој начин се чува под тепих, може да влијае многу на брендот и они се многу свесни за тоа и едноставно не дозволуваат никаква манипулација и слободата му. Што денес реално значи да поседуваш Diners Club картица? Тоа е статус или е алатка или е потреба? Или се на едно место? Се на едно. Јас ја гледам на колегите, им кажувам, Diners картичката е како швајцарско ноже. Значи, кога ќе отворите, дали е ножето, дали се ножиците, дали е турпија, дали е штрафцигер, за секој каква потреба има, Diners картичката може да му се најде. Значи, тоа се, замислете го кога да имате средства во джеб да носите некаков кредитен лимит, да речеме 1000 до 2000 евра, ги носите со себе и во секој момент за непланирано инцидентно трошење, но и за планирано стратешко трошење да ви помогнат. Сега и покрај тоа ние тука, знаете, наведуваме и со некаква едукација и комуникација со нашите членови дека картичката може да стане дел од секојдневие. Бидејќи вие се што трошите, вие можете редовно да си купувате храна во маркет. Значи тоа се редовни работи кои што редовно се трошат. Да. И може да ги отплаќате на крајот од месецот, значи вие работите секојдневни намирници си купувате со средствата на Diners, а вашите средства си ги чувате, може да ги инвестирате, може да ги чувате, да ги трошите, што сакате, а да го користите и на крајот од месецот колку сте, при тоа да знаете и сами да си го буџетирате дека доколку може да си приуштите 30.000 денари тој месец потрошувачка, кредитниот лимит, месечниот лимит да го ставите на 30.000 и се што ќе трошите на крајот од месецот си го исплаќате без никаков надомест. Така да многу е дефинитивно е алатка и е можност да едноставно да имаме една флексибилност, една лагодност во трошењето. Да не се чувствуваш, да не си згрчен. Да не си секогаш згрчен. Чекај да ги само да проверуваш лимит колку има. А колку е на пример на 30.000, колку месечно јас треба да платам? Сум отишол е. Зависи на колку рати. Не, еве во маркет, на пример, идеш нели пазариш оно што е потребно за секојдневни намирници. И сега, како се плаќа тоа? И ти имаш лимит од 30.000, не си го потрошил целиот. Како е тоа плаќање на колку треба ти месечно да уплаќаш на? Значи, лимитот е 30.000 денари. Ако потрошите 6.000, вие следниот месец ќе треба да ги вратите тие 6.000, доколку не трошите на рати, во готово. 6.000 трошите, 6.000 враќате следниот месец во првите 8 дена. И тоа важи за секој месец. Тоа е како банките што даваат дозволено пречекорување на Да, со тоа што дозволеното пречекорување знае да има и провизии.
Па не знаете кој има. Има, да. Ова во И месец провизии камати. и така. Ние кај нас доколку е во готово никакви надоместоци Аха. нема. Доколку Значи одберете колку си потрошил толку да си вратиш, толку ќе така? вратиш, да. Аха. Сега доколку трошите на рати, значи Добро, тогаш купите си тие плаќаш, сега 6000, Купуваш телевизор, карикирам Така. сега, на 12 рати, ќе го плаќаш колку што ти е... ако купите некои продукт еве од 120.000 на 12 рати, ќе треба да враќате 10 рати по 12 рати по 10.000 Да. за 120.000. Со тоа што ние имаме многу партнери трговци каде што немаме Провизии, провизии камати. месечни и може тука да Аха. платите еднократен надоместок од 2% и другото немате никакви надоместоци. И луѓето кои што го знаат Dyners и кои што го трошат најмногу, ги знаат тие предности и тие се тие работи кои што сакаме нели и пробуваме да ги искомуницираме, да ги соголиме буквално за да се знае што е што, бидејќи кај Dyners нема колку треба да вратам. Стигнува сметката, пишува колку е на крај салдото, треба тоа салдо во целост, нема како кај револвинг картичките минимум 5%, минимум 10%. Тука е таа замка. Добро, млад човек како тебе, што е оно што те тера, например, место да шеташ, да уживаш, ти сега си седнал тука, финанси, офрваш голема корпорација, ако можеме така да кажеме, или клуб на друштво. Што е оно што те... Кој е цревот, кој е првиот момент? Така, ти... Не од аспект на тоа дека дали ти недостасува младоста, дали премногу млад влезе во ова, или тоа е тој предизвик, младешки бунтовен дух, не знам како да го наречам. Затоа што не е играчкова, така, колкаво е портфолиото на Dyners? Или актива, сега не знам како е кај вас, кај банките. Така, ние годишно... Колку движи? Годишно имаме годишен обрт со кредитни картички над 20 милиони евра. И тоа веќе го, мислам, значи ти на компјутер годишно ако гледаш 20 милиони евра. Гледаш. Тоа е образ, значи не е профит да не разберат. Не, нити профит, нити приходи не се. Да, тоа се пари кои што се кои свртеле така, преку Dyners. 20 милиони евра годишно, така? Годишно. Аха. Па тоа не е мала сума. Не е така? воопшто мала, да. Не ти е страф? Ја вака кога кажуваш бројката 20 милиони евра, па ми е малку не да ми е страф, ама знаеш 20 милиони евра, сега кога ќе замислиш у моментот е исклучително голема бројка. Тој обрат 20 милиони евра ти треба да размислиш кај отиде на парата, што отиде на кој, како ќе врати, што ќе врати, како ќе врати. За секој потрошен денар ние треба да размислуваме колку ни е приход од тоа, колку ни е ризикот за наплата. Колку се приходите на Dyners клуб со 15.000 клиенти? Значи говорам за приходи, не говориме ние за профитови што луѓето ги мешат, например. Да, колку се приходите? Приходите на прометот од 20-21 милион евра, с приходите се околу 3,5 милиони евра годишно. Тоа е бројка и тоа. Да. Сега не зборим и за расходите, сигурно сега и расходите и од тие 3 милиони приходи има и расходи, меѓутоа пак е голема бројка. Колку вработени сте? 28. 28 луѓе се ги координирате, контролирате, тоа се претпоставува маркетинг, човечки ресурси, не знам, аналитичари, за ризични пласмани, за вакви пласмани. Имаме финанси, ризици, IT. Генерално сте млада екипа? Па во последно време да, доста подмладена, имаме баланс, мене тоа ми се свиѓа бидејќи имаме во менеджмент тимот од 5 луѓе, 4 освен јас, 4 се во фирмата повеќе од 15 години. Тоа се луѓе со сериозно искуство и со сериозно знаење. Но имам и колеги кои што некои 10 на 12 колеги кои што се млади, ново дојдени. И тој спој на тој елан и младост и знаење и искуство. Значи вас само небото може да ви е граница во однос на тоа. Пробуваме, да. Како планирате да го ширите клубот? Колку во однос на тие идеи на ширење на клубот се размислува, односно мора да има дозвола од Америка? Колку имате слобода сами да действувате, знаејќи го пазарот што е, како е? За било што да правите, ако имате некоја идеја, дали мора американците да ги консултирате? Се што е во делот со креирање продукти, нешто што ќе има реперкусија на некакви, бидејќи они имаат зададена рамка во која што мора да се движите во однос на некакви финансиски параметри, ризични параметри. Година е така или? Да. Секогаш имаме договор во кој што стои какви одредени финансиски параметри мора да задоволуваме во секој момент и за кои што репортираме на месечно ниво,
какви ризични параметри, колку портфолио и колку треба да ни биде ризичниот, односно ненаплатливиот дел од портфолиото, кои се иницијативи ги правиме како бренд, бидејќи сепак се заинтересирани за чувување на, нели, стабилност и видливост, името на брендот. И така да за тие има одредени работи, одредена рамка, но надвор од тоа, како ќе се постигнат резултатите, кои се каналите на продажба, како ќе се комуницира и како ќе се избрендира тој продукт, е доста оставено на локално ниво. Сега, дали Тони Јанковски е човекот кој што ги утврдува секоја година таргетите? Во која смисла? Ајде, екипо, ако оваа година сме имале обрат од 20 милиони евра, можеме ли оваа година да стигнеме до 25, последната до 30? Како ги утврдувате таргетите? На годишно ниво или можеби планови на 5 години, на 10 години? Како одат тие? Предпоставам има таргети кои што се овакват. Правиме годишни планови, дефинитивно. Правиме годишни планови, имаме плани за 3 години, за 1 и за 3 години. Тој годишен план се разгледува на месечно ниво и по завршување на секој месец, но квартално се прави малку подлабинско и можеби во зависност од исполнување и неисполнување на планот и сознанијата нови од пазарот, бидејќи еве гледате се менуваат, ќе се случи некаков конфликт, некаква криза, некаков настан, можеби во Македонија избори се случуваат и сите тие работи може да влијаат на потрошувачката и на движењето на бизнис секторот. И ние тоа кога ќе го земеме во предвид, може да направиме некаква промена. Никош не сум го размислил дека, например, избори може да влијат на кредитна картичка. Или, еве, во моментот иранската криза, од кој аспект би влијаела? На нафтата да влие. Помалку трошат луѓето, помалку се... Првото сега, пошто ги спомнавме, нели, конфликтов што е во Иран и со нафтата, нафтените деривати поскапуваат и поскапеа веќе. Добро. За да наполните еден резервоар бензин било потребно 3.500 денари, сега после тоа ќе биде 4.000. Значи нас секоја трансакција веќе за полн резервоар ни расте за некои 10 до 15%. Тоа е добро за Dainers. Апсолутно е добро за Dainers, но лошо за клиентот сега, кој што ќе рече слушај да е малку намалете. А каматните стапки ги утврдувате вие, имате некој процент или имате некој прак максимум до кој што може да се оди или тука сте коригирани од Народна банка? Во делот на каматната стапка имаме апсолутен максимум кој што можеме да го, нели, над максимумот не можеш да одиш, така? Но можеш под максимумот за да привлечеш клиенти. Карикирам се, лаички прашувам. Ние сме поставени во делот, значи наплаќаме одредени провизии и камати. Во делот каматите се регулирани, мислам Народна банка ги регулира сите надоместоци и максимумот кој што може да се наплаќа и ние гледаме да сме компетитивни кога веќе сме присутни на тој финансиски пазар на кој што делуваат и банките и финансиските институции како некакви две максими на тој пазар и ние гледаме секогаш да сме некаде во средина, значи реално сме до некаде поскапи од банките, но сме доста пофлексибилни во тој дел. Бидејќи, нели, во банка за да земете кредит многу често ќе ви кажат или ќе примате плата кај нас, или ќе оставите некаква хипотека, гаранција и слично. Или жирант да дојде. Жирант и слично. Додека другата екстрема се, нели, финансиски друштва. Ние секогаш гледаме да сме некаде во средина, сепак да е тоа профитабилна приказна, бидејќи мораме да едноставно да произведуваме и да ги плаќаме и да исплаќаме плати, да инвестираме во технологија, сепак се тоа платежни картички кои што може да користите во странство и се тоа тие системи чинат пари и луѓето, тимот кој што работи мора да го, нели, да го надградуваме, да вложуваме и во обуки и во знаење. Колкав беше обратот кога почнуваше со челната позиција, кога стана на челната позиција? Беше под 20 милиони, со тоа што тоа беше излез од ковид периодот. Небитно, тебе ти се брои. Дека се стигнал до лимит сега. Веќе ги стигнавме пред ковид, пред ковидните бројки. Кој е таргетот на Тони Јанковски, кој што е наш гостин во бизнес класа за следниве 5 години? Да се расшири, да биде обратот 30 милиони, не знам како се поставуваат таргетите. 30 е премногу или за 5 години од сега? Не.
Не, Не? не. Аха. Една горна граница на оптимизам, но не е премногу. Е нешто што би рекол дека е со добра стратегија, со добар тим Аха. е остварливо. Сакаш да бидеш реален кога си во бизнисот или Да, апсолутно. не одиш со преголеми очекувања? Па не, се прават се повеќе сценарија, се прави нели песимистичко, Аха. реално и оптимистичко сценарио и секогаш кога јас ги правам, барам и од друг некој од мислење и ги гледам да ги правиме секогаш со тим, Аха. затоа што јас може да сум субјективен и да сум премногу, нели, оптимиста и залетан Аха. или па премногу и песимиста и секогаш да ги водам бројките субјективно од моите некакви уверувања и Аха. планови. И затоа сакам да седнам и нели со менаџмент тимот, Мгм. имаме и надзорен одбор кој што ни функционира доста како советодавно тело Мгм. и сакам тие бројки нели да ги Тоа значи има човек кој ќе рече, окей, некој кој што би можел да каже малку да закочиме, тука нема лутиш. Да, Претпоставам. не, Така, апсолутно, без разлика на тоа што си прв човек, некој меѓутоа тоа треба да биде аргументирано. Да, апсолутно, така. Аха. И од наша и од нивна страна. Кој тип на клиент е идеален? Што е идеален клиент? Оној кој што редовно си плаќа, што Да, си троши картица, што е идеален клиент за Diners? идеален клиент е клиент кој што минимум по еднаш два пати нелно ја користи денес картичката. Че тоа се тие редовни трошења што ги зборам во маркети, Аха. бензински ресторани и слично, за кои што не мора и не ни треба да плаќа нели провизии кога плаќа во готово, кој што ја користи картичката еднаш месечно за некакви поголеми стратешки плански купувања, дали е тоа опремување за дома, техника, мебел, некакви здравствени можеби услуги и слично, за возила исто се плаќаат сервиси, регистрации и слично, кој што ја користи еднаш два пати годишно надвор картичката, по один одмор, ќе ја потроши во Грција, во Хрватска, на Австрија, Бугарија, на скијање, нели слично. Така и битно е дека да редовно ги сервисира своите обврски редовно ќе отплаќа. Сега едно прашање, на пример. Во што најмногу трошат македонците? Кога е во прашање Diners картичката? Најмногу трошат во маркети за храна, во бутици за за облека и би кажал за рижиски трошоци. Струја, вода, парно, да. Со Diners плаќаат? Со Diners се плаќа за струја, да. Струја, вода, овие режимските трошоци, струја, вода, мобилен, претпоставам тоа што е. Телеком, Евана и слично се плаќаат и имаме одлична соработка со тие партнери. Дека се користи за тоа. Обично, за ова не сум изненаден, на пример за бутици, за ова ми изненади за режиските трошоци дека плаќаат. И колку му е сметката, толку треба да врати назад, така? Кој ќе потроши. И сега едно прашање кое што е поприлично интересно. Како да кажам сега? Која е најголемата трансакција која што сте ја виделе со картичка, со ваша картичка во Македонија? Со македонска картичка не мора да значи дека трансакцијата е во Македонија направена, пошто па ја кажам може и надвор да биде, нели надвор се со македонска картичка. Со македонска картичка. Сега не сум сигурен искрено дали е најголемата во Македонија или надвор, сакам да кажам. Со македонска картичка. Добро, македонска картичка. Да, видете, може да се движи негде околу 100.000 евра, значи тоа е како мал инвестициски кредит. Значи има луѓе 100.000 евра. Да, бидејќи имаме во нашето портфолио имаме корпоративни картички. Тоа се деловни картички, може фирма одредена да се извади баш твојата продукција може ми дадеш 100.000 евра и ја да. Да. Доколку кредитните параметри се задоволени, има луѓе кои што тие деловни картички ги користат за набавка на одредени материјали кои што им се делат достосно работење. Дали е тоа например? Ги имаш тракната? 100.000 евра? Да. Да. Од еднаш така. Да. Као на филм. Не сум бил таму да знам, ама и како е ти стига на телефон, на што ти стига? На 100.000 сега кога ќе стигне одма на корисникот му стигнало сигурно, да. Има таква услуга, а на нас кога ќе пројде си проаѓа под сите филтри, така да, ама ја гледаш ти дека е 100.000 евра.
И прва реакција која? Ау, што Па, купил човекот? Кај трошил? Да, Во Западна Европа? Прво е кај трошел. Не, сега може и да е Македонија, бидејќи се случува, Аха. пак ќе кажам, може да например да направат онлайн набавка на лиценци за компјутери. И тоа се ако знаат да купат некакви серверски лиценци, закупи за хостинг, за такви работи, може да се износи од по 10.000 евра, кои што ги плаќаат со Diners картичката. И тоа се оправдани компаниски трошоци. Кои што Тоа е, значи, не знаев дека можеш да користиш 100.000 евра, например, што е добра за Diners од еден момент, веројатно добро и за клиентот штом решил 100.000 евра да ги потроши со Diner картица, отколку да земе кредит. И како му е начинот на плаќање? Исто? Исто, да. Си Така? бира дали сака во готово, Дали целиот сака во износ да го готово, отплати на рати, или на рати да го Аха, отплати. на колку максимум рати може? До 12 со тоа што имаме одредени партнерски места кај што може до 24. Бенефиции, да. Да. Тоа е ваква сумата Па си поприлично голема се. Ова е политиката најголемата сума што се има на светско ниво колку има потрошено? не сум сигурен, ама сигурно. Милиони? Сигурно се, да. Мислам, видите, прометот на светско ниво во мрежата на Diners на Discover. Discover Global Network е над 60 милиарди долари и они се трета или четврта најголема мрежа после Visa и Mastercard, нели, China Union Pay, така да бројките таму се огромни, бидејќи сепак е и америчка картичка, доаѓаат и од амерички пазар компании кои што ги користат и кои што се огромни. Така да големи бројки се. Во твое време се случувало со 100.000 евра? Не, пред, да. Аха, ама добро, и ти си бил во Diners, така? Да. Директор за планирање и за развој. За развој. Ајде вака, кој е најдобриот финансиски совет кој што сте го добили во животот? Тешко да одвојам еден. Штеди додека имаш. Зашто бе штеди тоа, штеди? Не штеди, инвестирај додека имаш. Чувај пари ќе ти треба, Инвестирај додека имаш, троши паметно и многу често го слушам нели, не да играш, него да се потпираш на туги пари во делот еве како на Diners. Тоа се средства на Diners кои што ти ги дава, кои што не се твои, кои што можеш на крајот на месецот да ги вратиш без никаков надомест. Нели, тоа е дали ќе земете некаква позајмица краткорочна од банка или слично, ризикот да го споделите со некаква друга институција која што ќе го препознае тоа што го правите, дали се работи за инвестициски и потрошувачки кредит. Така да тие И тебе што ти уче? Не штеди туку, окей, да, штеди. Во добри времиња, кога имате средства, тогаш се инвестира. Не се инвестира, многу често се случува во добри времиња луѓето нели ќе дојде наплив на приходи на пари, на средства и ги трошат. Едноставно ќе се расфрлаат со купувања, со инвестиции кои што не се плодни, не се вредни. И тука е таа замка. И секогаш треба со трезвена глава да се размислува тогаш кога реално се прават заработките, дека тие заработки треба дел да се инвестираат. Или реинвестираат. Добро, во добри времиња да, но сега подиме, сега нели е подобро и во, се не знам како да ги наречам, дали се тоа лоши времиња, например, или во кризни времиња. Не е подобро тогаш да инвестираш, пошто паѓа цена. Ако имате средства, апсолутно да, ама јас го зборам кризно време за индивидуата, за личноста. Ако немате доволно приходи, едноставно немате од што да одвојувате пари. Нели, велат дека секогаш треба да се одвојуваат пари, ама едноставно некогаш прагот не стасува. Добро, не ти доаѓа некогаш така да се опуштиш? Да. Имаш не знам, го гледам и се бендисува, не знам, сако патика било што, без разлика што ги имаш 300 пара, не ти дојде така, дај бе ќе удрам на картица, па што види дека ќе ги враќам. Доаѓа таков момент. Да, има и импулсивни купувања и мислам многу тешко и ја не знам дали постои човек кој што е имун на такви работи. На што тони сака да потроши пари? Имаш нешто фетиш на што можеш да потрошиш пари? На патувања. На храна, на добра храна, на добри ресторани. На тоа не штедиш? И делумно би рекол и на облека, да, али на првите две сигурно. Пошто тоа се искуства кои што
јас ги гледам буквално инвестиција во искусување на нови култури, на нови храни, на луѓе, на едноставно. Сега, бидејќи си млад човек, што Тони Јанковски би му препорачал на млад човек кој што сака да успее во бизнис? Да биде многу упорен, да не се откажува, да проба да учи од туги грешки, да Тоа проба, сите го иако е збориме и многу никој не го тешко. променува тоа. Многу тешко. Обавезно одиме да Да пробаме и ние. Обавезно одиме да сгрешиме. Може мене нема да ми се случи тоа. И да не се плашиме, пак ќе се вратам, да не се плашиме доколку е потребно, иако знаеме приказни дека се започнувале огромни бизниси со минимални средства. Имаше, сега читав за Ричард Бренсон дека почнал со 1000-2000 евра Virgin го, или од 2000 долари го почнал. Но почнале со нула па стигнале така до но ваква. доколку ситуацијата води кон тоа дека треба да има некакво задолжување, не е страшно да се земе кредит кој што ќе биде со 3, со 5, со 10%, доколку таа инвестиција, бизнис идеја или било што донесе повеќе од тој трошок, односно 15, 20. Види, 30%. ја знам луѓе кои што зимаат кредити, односно едно зима за него, друго зима за жена му или жена му зима кредити за него и му зима намерно кредит, кој што кредит го пласира во некаква инвестиција, карикирам, купува стан, од едноставна причина, македонска работа, наместо да ми ги троши парите, барем нека се плаќа рата за кредит, на крајот од денот ќе имаш и стан станот, или било што. Од тој аспект, значи, да не се плаши од што? Кога кажа, да не се плаши од да не се плаши инвестирање. од, нели, да има, мора да се превзимаат ризици. Тоа пред се да бидат калкулирани ризици. Значи да не се плаши од едноставно од некаков ризик, од обврска, од договорен однос со финансиска Дайнерс институција. истото го збори. Не се плаши. Јас колку сум почнал со бизнис, па сум паднал, па сум станал. Како иде тоа паѓање? Колку тони размислува еве сега? Колку си насочен дали да го преземам овој ризик? Значи некогаш можеш да преземеш и ризик. Апсолутно. Колку знаеш да се опуштиш во ризик, кој се консултираш, колку те води интуиција еве како млад бизнисмен. Интуиција знае да те води? Некогаш во носење на одлука? Да, со тоа што секогаш гледам да ја базирам, значи на интуиција знам да превземам, со тоа што секогаш претходно или сум се консултирал со нели славно што се викаат со луѓе со бели глави, со седа коса, бидејќи имаат искуство, или со сериозни калкулации и проекции, затоа што и затоа сум опкружен, но убавината е тоа што треба да сте опкружени со луѓе кои што ќе знаат да ви кажат не. Значи да не зависите само од луѓе кои што ќе ви кажат да, супер си шефе, тере супер си шефе, шефе, него да знаат да ви кажат слушај, не, ова заради овие и овие работи не треба да го преземеш и да тоа биде аргументирано и легитимно и интуитивно почнувам и тргам со тоа што гледам секогаш да има некаков филтер кој што ќе ми каже па доказот е добар, не е добар. Односно да се провериш самиот со себе дали интуицијата те лажи или е тука некаде. Тоа се претпоставам базира и на доза на информации и таа лажна скромност да не се срамиш и некогаш и да побараш и совет од возрастен човек. Што мислиш ако превземам ваков или таков чекор? Ако имам 5000 евра на картица, тоа е можност или опасност? Можност. Можност и не е привилегија, него е можност, алатка, едноставно имате, носите кои што може да ви се најдат. Пак ќе кажам, во инцидентен случај, доколку настане некаков непредвиден случај да сте патувале за главите во странство, треба шлеп служба, нови карти за авион, некаква медицинска услуга и слично, но може да биде и стратешко купување, инвестиција, дали тоа ќе биде нели опремување. Во денешно време сега го размислував, имаме опција, цените на златото растат енормно, сега не можам да го квантифицирам тоа затоа што веќе се менуваат многу драстично работите и падна, па се крена. Вие може да купите со Diners злато на 6 рати без камата, да платите само 2% провизија и златото да порасне за тие 6 месеци 40%,
и да го исплатите само со златото и да останете, мислам, до тој степен може да оди да правите буквално арбитража на пазарот. Се позаемувате од Diners, купувате со 2%, купувате злато, односно некаков асет кој што вреди, средство кое што вреди и кое што цената му расте во тие 6 месеци. Не дека ќе расте секогаш златото, ама има такви периоди. И во Америка тоа многу често го користат, значи за тоа се користат кредитните картички, бидејќи играте и трошите туги пари, а вашите пари ги инвестирате во средства кои што носат многу поголем принос. Ги трошите парите со 2, со 5, со 10%, а инвестирате средства во нешто кое што носи ист или поголем принос од тоа. Дали се тоа стартапи, акции на берза. Ева, земам јас кредитна картичка од Diners, купувам стан во Грција за, карикирам, 50-60 илјади евра, давам уште 20 илјади евра да го реновирам, стигнувам до негде 80 илјади и го продавам за 150 илјади. Тоа е добар бизнис? Одлично. Бидејќи цените сега на недвижните се до плафони. Сега само треба да ловиш така убави ваквото, да видиш каде и што како се продава. Дали има македонци што живеат целосно на картичка? Мислам дека се уште не. Затоа што сепак постојат одредени места кај што барем еве јас кој што работам во Diners и пробувам, имам дебитна картичка од банка, од повеќе банки, кредитна картичка Diners ја користам. Сепак има места на кои што си бараат во држава готовина. Дај ми ти мене кеш. И тоа се многу често ние што се помали, да речам, полузанечиски некакви услуги, продукти кај што едноставно се уште останато тоа дека ќе биде во готово. И нели често се случува, се среќаваме со ситуацијата, па не работи посттерминалот. И секогаш треба да се носи. Во Македонија посебно секогаш треба некаква мала количина. Или нема пари на терминалот. И да. Тоа обично кога ќе доаѓаат пензиите и тогаш нема пари. Уште две прашања за крај и за крај на ова премиерно издание на бизнис класа. Колку е тешко да се развива финансиски бренд во една ваква мала економија? Ние рековме 20 милиони евра обрат, што мене ми исклучително окей, но сепак ова е бренд кој што е 76 години. Во Македонија веќе 30 лани беше, 31 веќе, 31 ако се води како јубилеј. Колку е тешко тој бренд да го држиш? Колку е одговорност? Колку е бреме? Одговорноста е огромна. Одговорноста е огромна и градењето и одржувањето на брендот е тешко, но апсолутно зависи од тимот со кој што работите. Пазарот е мал и е доста сатуриран со играчи во финансискиот дел, значи имаме банки кои што сериозно добро работат. Без разлика дали се мали, средни или големи, имаме финансиски институции, осигурителни компании. Имаме сега и со новиот закон за платежни услуги нови играчи кои што ќе влезат на пазарот. Така да доста тешко во толку мал пазар да се просперира успешно, да се развива тим, да се нудат соодветни услуги на клиентите, на членовите. Така да само бара фокусираност, бара силен тим, професионален и долгорочна стратегија. Тони, дали има вистина во тоа дека богатите луѓе никогаш не плаќаат во кеш, секогаш плаќаат со картица? Во светот мислам дека да, и ќе се надоврзам на што кажав, нели, ги користат тугите средства на финансиската институција. И кај нас мислам дека тој тренд се повеќе замавзема, посебно затоа што управувањето со готовината е до некаде и ризично и скапо. Не може секогаш да носите 5, 10, 15 или не знам колку илјади евра со вас. Граница да поминеш веќе. Не можеш, апсолутно. Па и за во Македонија се, не дека ќе може да се шета. Така да картичката станува се почесто медиум за трошење, дали е тоа дебитна или кредитна, медиум за трошење на луѓето кои што знаат и кои што ја вреднуваат за такво средство како што е.
Меѓу другото и општествено одговорна компанија, која што исклучително мисли и на тој сегмент. Што е она што е интересно, симпатично за вас како компанија кога мислите да поддржите нешто? Генерално тоа е култура или? Па да, Добро, ако овде гледате ние со детско село. да, ако гледате историски, апсолутно културата можеби доминира како тематика и како цел за каде што сме вклучени во поддршка, со тоа што сме имале, пошто јас доаѓам и повеќе од спорт искрено и поблизок ми е некако Да? при срце, Што? да. Па пливав 15 години пливач сум и сум бил на таа страна, нели, на страната на потребите за средства за поддршка, не само финансиска, него и логистичка и од знаење. Па да. И апсолутно е и тоа е нешто кое што го имаме како традиција и сакам и да го надградувам и да остане и да сме пример во иднина на враќање на општеството. Без разлика дали е тоа култура, спорт, образование, социјално, здравство или што и да е. Апсолутно мислам дека Но тоа останува значена алка. Да. Во секој случај. И секоја компанија мислам дека која што работи, просперира и функционира на овој пазар треба доброволно да враќа и да инвестира во заедницата, затоа што тоа повеќе кратно ќе ни се врати како бенефит на крајот од денот сите како имаме. бенефит и на општеството. Ќе функционира и но и на драмски стопанството. театар, ако сте генерален покровител, ќе бидат срекни СОС детско село, ќе бидат срекни и социјално загрозени луѓе, ќе бидат срекни на крајот од денот сите оние кои што навистина имаат потреба. Так. И оние кои што, како велите вие, оде во пливањето, но не е секогаш се во парите, некогаш, знаеш, и во подобрување на условите и доволно и било каква поддршка, на крајот од денот добро и за самата компанија. Да. Diners, како бренд, како општествено одговорна компанија. Мене ми е драго што токму со вас или со тебе, како сакаш, го отвараме овој серијал на бизнис класа, продукција 10 и Diners, мислам дека ова ќе потрае. Нашата идеја е да промовираме млади и искусни бизнисмени кои што останале овде во Македонија, се борат и покрај сите предизвици не само кај нас, туку и генерално во светот. Благодарност многу успех понатаму. Тој лимит од 20 милиони нека расте и понатаму. Ако тој расте, ќе растеме веројатно и ние сите заедно, ќе расте и ова бизнис класа. Заврши ова премиерно издание, Тони. Благодарам. Секој добро Чест. и многу успех понатаму. Исто. Беше ова првото издание премиерно на бизнис класа. Гледајте неповторно за 7 дена. Довидување.